Општинската организација на СДСМ, денес почитувани граѓани, сака да ја праша партијата на ДПМНЕ, господа властодржци, дали здравјето на граѓаните има цена? Ако го знаете одговорот, одговорете пред струмичката јавност, дали вашиот директор на Општа болница во Струмица работи за граѓаните на општината и регионот, или во прашање е само неговиот личен рейтинг и профит. И повторно прашуваме, што ќе се случи, почитуван господине Максудов, доколку во рок од 2 часа има потреба да транспортирате 2 итни случаи во ургентниот центар во Скопје? Дали пациентите, особено на оној вториот, ќе му препишете диагноза да се моли на некоја виша сила, чекајќи да се врати возилото кое веќе го транспортира претходниот пациент, или можеби најпрво ќе треба да покаже уплатница од 5000 денари, пари без кое санитетското возило не тргнува на пат. Ве молам, нели е срамота регион од 100.000 жители да биде обслужуван од само едно колку толку исправно возило? Ова посебно го потенцираме доколку се точни гласините дека само со едно возило се преврзуваат пациенти од повеќе оделенија, како што се хирургија, нервно, интерно, гинекологија, инфективно, па дури и педиатрија. Докторе Максудов, колку редовно се врши дезинфекција на истото возило? Згора на се, должите одговор пред граѓаните кои чекаат пред вашиот пашалак. Како е можно само еден хигиеничар да одржува хигиена на оделение, особено во сезона на грип? Може би затоа, имајќи постојано вработени портири, ангажиравте обезбедување, поставивте камери и ги забранивте посетите. Не верувам дека сте замислувале дека пациентите сами ќе станат од кревет и ќе претрчаат до аптека за да си купат гарамицин, како би можеле медицинските сестри да им ја дадат редовната терапија, или се извинуваме, може би мислите дека вака ќе го зголемиме профитот на вашата приватна аптека, чиј собственик е вашата сопруга. Навистина, срамота е кога сето ова го правите со парите на граѓаните, кои во просек на име здравствено осигурување плаќаат по 3000 денари месечно. Се пофаливте, господине Максудов, дека донесовте многу опрема. Повторно прашуваме, каде е? Старите апарати не функционираат. Новите најверојатно чекаат уште една промоција и афирмирање на врхушката на ВМРО ДПМНЕ, а знаете ли дека во меѓувреме лекарите ризикуваат, а граѓаните стравуваат?